на деновиве. Еве, господин Апасиев, вие веднаш откако беше изгласан овој закон на Фейсбук напишавте дека џабе го донеле и со ваш речник ќе го кутнеме неуставен. Што е проблематично според вас во овој закон? Велите има срцева мана во законот. Прво, законот нема да стигне до уставен, веројатно, затоа што председателот на Републиката одбива да го потпише. Тоа е ситуација во која што нема правен лек против такво нешто, затоа што имаме уставна празнина, која што не постои рок во кој што повтор пат тој мора да го потпише законот, и ние до сега сме имале такви ситуации во нашата уставно-правна историја, така што тоа Иванов мудро во случајов го користи и одбива да го стави потписот, така што законот без таков потпис, без указ, не може ни да стигне до Уставниот суд, а и кога стигне, тогаш веќе има две основи по кои што може да се спори. Првата е формално правната основа, значи прекршување на деловникот за носење, каде што имаме флагрантно прекршување на деловникот и на процедурата, и втората е материјално правна основа, каде што имаме веќе навлегување во мериторно одлучување за уставност или неуставност на законот. Меѓутоа, законот во ваква лимбо ситуација не може ниту да стигне до уставен, затоа што нема закон практично. Може ли председателот на собранието да го потпише? Не, невозможно е председателот на собранието да го потпише. Впрочем, до сега имало само еден таков безуспешен обид, кога Тито Петковски во 97-та година го потпишува тогашниот закон за символите, со долго име целиот закон, и Уставниот суд ја носи одлуката која што ја имам, со кој што се укинува тој закон поради процедурални потреби. Имено Уставот наш предвидува само 4 случаи во кои што председателот на собранието може да го замени председателот на Републиката. Службен пат не спаѓа во такви. Во смисол, ако Иванов излезе надвор од државата, па Талат Џафери да го замени неговиот потпис. Не, па тогаш и со Тито Петковски беше отсутен председател. Лигоров беше на службен. Значи невозможно е тоа, бидејќи Уставниот суд веќе еднаш го има касирано тоа како противуставно. Имено тие 4 случаи се во случај на смрт на председателот, во случај на трајна спреченост да ја врши функцијата до изборот на нов председател, во случај на оставка и во случај на импичмент, односно покренување постапка за одговорност на председателот, кога собранието преку Уставниот суд ќе му го одземе мандатот кој го добил од граѓаните. Во сите други случаи нема уставен основ да председател на собрание замени потпис на председател на држава. Имено и тоа е смислата на врзаниот потпис, така што не постои правен основ во кој што, освен овие 4, во кој што Талат Џафери би можел да стави потпис наместо. А во некоја предпоставена ситуација може ли Уставниот суд поинаку да одлучи од 98 кога одлучил дека немал право тогашниот председател? Па не знам сега што би одлучил, меѓутоа прво законот не може да се објави затоа што испраќањето на законот, промулгацијата оди од кабинетот на председателот на државата кон службен весник, а не од собранието кон службен. Значи, архивскиот број на указот го дава кабинетот на председателот на Републиката, а не кабинетот на спикерот. Така што комуникацијата кон службен весник правно релевантна е од кабинетот на председателот, а не од кабинетот на спикерот.